како што ви најавив пред рекламите, сега го напуштаме нашето студио и одиме во едно друго студио каде што претпоставам дека многу поубаво мириса од овде и се отвара повеќе апетит. Ирена ја имаме на линк, но Ирена, ќе ми дозволиш, со оглед на тоа што не гледам добро, морам уште еднаш да ги ставам очилата и да видам дали е точно името на твојата соговорничка и дека се вика Ивана Ивкова Иванов. Каква судбина е ова? Точно, да? Точно така. Така е. Да ја поздравиш така многу Ивана Ивкова и Иванов и да прашам дали е точно дека ќе правите салеп? Точно така, Искра. Добро утро до тебе. Добро утро, почитувани. Искра, веднаш по завршување на емисијата те очекуваме овде да ни се придружиш на еден топол утрински салеп. Прати локација и доаѓам. Важи, договорено. Само сакам да кажам, Искра, пред да си го подготвуваме салепот, дека веднаш по завршување на линкот, еден гледач кој што ќе ти се јави во живо, во програма, ќе добие салеп за двајца. Значи ќе може да дојде во наредниве 2 недели овде во Мили Ванили, спроти домот Гоце Делчев во паркчето Бродче и да ужива во глетката, во амбиентот и во вкусот на преубавиот салеп кој што ова утро ќе ни го подготви Маријан Иванов. Ние си го знаеме како Мац и веќе неколку пати ја представи мојата соговорничка Ивана Ивкова Иванов. Имаш голем поздрав од Искра на почеток на емисијата. Добро утро и добро ви дојдовме ние кај вас овде во Мили Ванили. Ви благодарам што не примивте. Сега ќе зборуваме за салепот. Покрај тоа што наутро најчест пијалок за будење е кафето, меѓутоа во овие зимски периоди убав топол пијалок на сите убаво ќе ни годи. Пред да ни го подготви Мат салепот, ајде Иванче малку со тебе да ни кажеш каква е историјата на салепот и како всушност настанал салепот. Така, прво да ви се заблагодариме што не посетувате. Искра, поздрав и до тебе, поздрав до гледачите на утринската емисија. Историјата на салепот потекнува од 8 век. Тој е традиционален турски напиток и кога турците во 8 век преминале во исламот, каде што нели се забранети алкохолните пијалоци, добиле идеја, магепсани од волшебниот цвет нели на дивата орхидеја, добиле идеја за подготовка на овој прекрасен напиток кој што навистина има волшебен мирис и вкус. Дивата орхидеја е многу распространета во Турција. Има повеќе видови, за жал некои од нив се веќе во изумирање. Правта од која што ние го подготвуваме овој салеп денеска, всушност се добива од коренот на орхидејата. Тој се собира, се мие, се вари, се суши, се меле и така ја добиваме нели таа прав од која што се подготвува салепот денеска и салепот кај нас. Ајде, Мац, може да преминеме веднаш на главното, значи да подготвиме салеп, прво што ни е потребно. Потребно ни е, значи, кај нас во нашиот локал ние го правиме со млеко. По желба дома гледачите може да го прават и со вода, значи подобро е повкусен е салепот кога се прави со млеко. Точна рецептура нема, значи се става по наша ние како го подготвуваме на 100 мл млеко, ставаме отприлика една лажичка салеп, така да ќе подготвиме веднаш еден. Овдека ни е нас полесно затоа што имаме машина која што го подготвува на пареа, меѓутоа во домашни услови мора да се прави на дивок оган со постојано мешање, нели, за да не ни загори, затоа што лесно гори. Се става само салеп и млеко, не се става млеко, не се става шеќер, заради тоа што има веќе природен сладок вкус салепот и се вари додека не почне да врие. Штом почне да врие, го тргаме од оган за да не загори. Ние ќе те оставиме сега да си го подготвуваш салепот. Додека се подготвува салепот, потребни се 2 до 3 минутки. Би сакала, Ивана, со тебе на гледачите да им кажеме за лековитите својства на салепот. Така. Лековитите својства на салепот се многубројни. Се извинувам малце, ова е бучно кај нас. Во минатото салепот го користеле за закрепнување од многу тешки болести, но и за верувале дека раните побрзо заздравуваат од него, па така на болните места ставале облоги со салеп.
Во денешно време веќе имаме потврда за многобројните здравствени придобивки од него. Најчесто луѓето со салеп си помагаат за болно грло, за кашлица, но тој навистина има докажано дејство при лекувањето на респираторни инфекции, на бронхит, на астма. Меѓутоа, многу помага и за лекување на чир на желудник, за работата на желудникот, работата на цревата. На многу места се кажува дека и навистина помага за диареја. Најдобро е да се комбинира со ѓумбир или со цимет, за нели да се унапредат овие негови лековити дејства. Сега веќе е скоро подготвен салепот, кажа дека најубаво се комбинира со цимет. Cimetот не е само обичен прашок, туку cimetот, односно зачин. Cimetот има и своји лековити својства. Еден малку за гледачите околу придобивките за на cimetот. Така, cimetот е еден од најпопуларните зачини, меѓутоа тоа не е само за тоа што има убав мирис и вкус, тоа е така за тоа што има многу лековити дејства. Сам по себе содржи многу антиоксиданси, кои што знаеме колку се корисни за нашиот организам. Меѓутоа тој има и богато антиинфламаторно, антивирусно, антибактериско, антигабично дејство. И една од најголемите придобивки на со користењето на цимет е снижувањето на шеќерот во крвта, исто така штити од одредени видови на рак, ги спречува заболувањата на срцето и верувам дека има уште многу, меѓутоа еве јас овие неколку што ги знам и што во комуникација со луѓе нели сум ги добила како потврда дека навистина така делува cimetот. Може, Мат, да ни помогнеш да ставиме цимет, да се види тоа сепак како изгледа. Ќе го пробаме малку подоцна салепот, бидејќи сега може би уште е топол, така? Да. Бидејќи само што е тазе подготвен, кажавме дека гледачите можат и дома да си подготват салеп. Извини само Ирена, на почетокот ме праша како најчесто го почнуваат нашите гости денот, па и ние самите. Најчесто со кафе нормално, меѓутоа во овие ладни нели зимски денови, најчесто и салепот има прв избор кога ќе дојдат наутро кај нас. Тоа сакав да кажам, дека овдека покрај тоа што нас и сега не гледаат повеќе пензионери, повеќе млади мајки кои што се дома, така и овде во Мили Ванили најчести посетители се токму пензионерите, дечињата, младите мајки кои што се на породилно отсуство. Тоа сакав да кажам. Значи наутро се пие кафенце, меѓутоа во овој зимски период се пие топло чајчето да не го заборавиме и секако прекрасниот салеп, најмногу поради здравствените придобивки и поради неговиот преубав вкус. Сега само накусо, Ивана, да споменеме дека вие овде организирате и работилници. Така, организираме најчесто работилници за деца од различен карактер. Боење, цртање, изработка на некои фигури, па боење после на истите, меѓутоа организираме и разни мотивацијски работилници за возрастни. Меѓутоа најдраги ни се тие работилници со децата, бидејќи има една реченица што јас многу ја сакам, каде се децата, таму е и Бог. И ние сме стварно навистина многу благодарни дека може би 50% од гостите што ги имаме на дневно ниво ни се токму деца, од мали бебиња до поголеми, па и овие што одат на училиште, и некако таа енергија и нас ни е мотив за се што и во иднина сакаме да направиме тука. Работилниците се посетени на социјалните мрежи, на нашиот профил има и фотографии од истите. Организирам исто така и родендени за деца. Имаме понуда. Ке ве посетиме наредна прилика, можеби на некоја таква работилница. Благодарам утрово што не примивте овде кај вас во локалот. Ние ќе си го испиеме салепот овде веднаш по завршување на линкот. Доколку се слушаме во студио со Искра, би сакала само да напоменам дека еден гледач кој што ќе се јави директно кај Искра, ќе може да си добие салеп за двајца и да дојде овде во Мили Ванили во наредниве 2 недели и да ужива во убавиот амбиент и секако во вкусот на овој салеп. Да, со тоа да напоменам дека нема да мора тој гледач да го дели салепот со мене. Тие двата ќе си бидат само за него или пак за неа. Така е. Ирена, тебе поздрав те чекаме Искра веднаш тука. Поздрав и до тебе, и до Ивана, и до Маријан.